Време е за најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија, светот и спортот. Одиме веднаш по кратките најави, останете со нас. Незадоволството кај дел од вработените во фени индустријот ден на денес се поголемо. 18 револвери се пронајдени во ѕидови од стара куќа во близина на местноста Мегдан во Велес. Во Европската недела за тестирање од ХИВ вирусот само едно лице извршило контрола. Резултатот е негативен, информираат од Центарот за јавно здравје. Незадоволни работници денеска протестираа пред фени индустријот Кавадарци. Како што рече Сашо Речиновски во изјава за медиумите, овие денови синдикалисти одржувале состаноци зад затворена врата, а вработените не знаеле што се случува. Незадоволството кај дел од вработените во комбинатот Фени Индустрија од ден на ден се поголемо. Група работници денеска се собраа пред фабриката. Целта била да се искаже револтот, откако што велат одлуката на синдикатот, преговорите да ги вршат за затворени врати. Се пласираат лажни информации од страна на синдикатот, се со цел да се одолговлече проблемот кој е наметнат од некои од челниците на фабриката и лицето има кој е во бегство. Целта нивна е да се заташка огромниот криминал и да се прави поголема штета на инвеститорот кој се во исчекување. Упорно се наметнува бугарската фирма Енекот која нема никакви услови за работа и да го исчисти долгот и да се отпочне со производство со цел да се прекрие нивниот криминал на одредени луѓе во фабриката. Речиновски се сомнева дека позади ширењето на лажни информации се крие желбата на поединци за штитење на криминалот во Фени. Овие денови е вршен притисок врз вработените со тоа ако не го поддржуваат синдикатот и криминалната група која упорно го наметнува бугарскиот Енекот дека ќе бидат избркани од работа. Вчера после ручек влезено е лице АА кое нема повише никаква функција во Фени Индустри, е вршен притисок врз мојата сопруга и врз мене со тоа што сум пишувал многу на интернет страниците, оти со тоа сум ја поддржувал убавата страна, а не нив, и дека че сме изгореле и биделе избркани од работа. К1 телевизија се обиде да стапи во контакт со синдикалниот лидер на Фени Индустри. Нашата СМС порака испратена до Ѓорги Палитов остана неодговорена. Затоа пак Пеце Ристевски, председател на синдикатот на индустријата, рударството и енергетиката, во телефонски разговор информираше дека разбирлива е нервозата кај вработените, кои вчера не биле на работа, па затоа и не присуствувале на состанокот, кога синдикатот изворно информирал за случувањата околу Фени Индустри. Ристевски е дециден дека синдикатот работи во интерес на секој вработен во комбинатот, а синдикалната работа ќе остане транспарентна за секој поединец. Петнаесет лица кои што беа вработени во општина Велес повеќе не се дел од локалната самоуправа. Наместо на своите работни места во општината, градоначалникот Аца Коцевски ги испрати овие лица во Агенцијата за вработување за да се пријават како невработени, обвинија од ВМРО ДПМН. За ова имаше и реакција од Аца Коцевски. 15 лица кои што беа работно ангажирани во општина Велес повеќе не се дел од локалната самоуправа. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека без никаква издржана причина и без никакво оправдано образложение на луѓе кои што подолг временски период стручно и совесно работеле во општина Велес им е даден отказ од работа. Наместо на своите работни места во општина, на крај на суров и на човечки начин, Коцевски ги испрати овие лица во Агенцијата за вработување за да се пријават како невработени. Нивниот единствен греф е тоа што не биле вработени во општината кога СДСМ биле на власт. Отказ добиле стручни лица кои во моментов општината немала соодветна стручна замена, велат од ВМРО ДПМН.
Тие стравуваат дека на тој начин се загрозува квалитетот на реализацијата на веќе започнатите проекти. На тој начин се загрозува квалитетот на општинските услуги спрема граѓаните, а истовремено и реализацијата на проектите кои ги започна општината предводена од ВМРО ДПМН, а ги блокираше господинот Аце Коцевски. Тоа се проектите за покривање на градски пазар, изградба на кружниот тек кај Панини и пешачкиот мост кај Башино село. Обвинувањата се неосновани, вели во изјава за медиумите градоначалникот Коцевски. Тој смета дека лицата кои што општината времено ги ангажирала по основ на зголемен обем на работа, биле изманипулирани од претходниот градоначалник. Жал ми е што претходниот градоначалник овие времено вработени ги довел во заблуда, затоа што не обезбедил благовремено соодветни работни места според актот за систематизација на општина Велес, не обезбедил доволно финансиски средства како што тоа го налага законот и благовремено не распишал соодветен оглас за нивно трајно вработување согласно законот за вработување во јавниот сектор. Коцевски вели дека како што ветил во предизборието дека ќе го ревидира секое бесправно трошење на парите на граѓаните, утврдил дека времените вработувања се косели и со законот за административни службеници. Проектите кои што во моментов се работеле, градоначалникот Коцевски уверува дека ги работат стручни лица вработени во општинската администрација. Златко Гуцев е новиот директор на јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти Парк Спорт. Примопредавањето на должноста се случи денеска. Претходниот директор Александар Табаков сам побарал од општина Велес да биде разрешен, бидејќи како советник во советот има судирни интереси. Табаков, кој скоро 8 години беше на чело на ова јавно претпријатие, соопшти дека за разлика од времето кога тој беше именуван за прв човек на институцијата, остава разработено јавно претпријатие со простор истото и понатаму да се развива. Пред новинарите говореше за постигнувањата во изминатиот период. Се присети на времето кога салата беше запуштен објект, а сега е место каде покрај спортот има и многу други содржини. Тоа се адаптирањето на градскиот стадион, значи поставувањето на новата вештачка тревна подлога, изградбата на двојниот тениски терен Андон Ќосето, исто така колекторскиот систем кој што беше инсталиран на спортската сала Гемиџи, значи соларниот систем за топла санитарна вода. Исто така адаптацијата и реновирањето на огромен број на простори кои што беа наменети, конкретно ќе кажам, значи за новата фитнес сала, новата аеробик сала, значи објекти во кои што бевме вложени максимално и финансиски и физички, во смисла дека бевме со сопствени средства ги изведувавме речиси сите активности кои што беа преземени таму. И како круна на целокупното ова работење беше токму вчерашниот ден, во кој што конечно беше завршена и се решава еден од стратешките проблеми, решавање, односно на стратешките приоритети на јавното претпријатие. Тоа беше прокиснувањето на кровната конструкција. Се изврши технички прием од страна на представници на изведувачот МЗТ инженеринг од Битола, агенцијата, инвеститорот Агенцијата за млади и спорт, општина Велес и јавното претпријатие како бенефитор на целокупниот овој проект. Универзитетот Гоце Делчев и општина Кавадарци ја интензивираат својата соработка, зашто денеска во ректоратот на УГД ректорот професор доктор Блажо Боев и градоначалникот Митко Јанчев подпишаа меморандум за соработка. Градоначалникот Митко Јанчев и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип Блажо Боев денеска подпишаа меморандум за соработка со кој се обврзаа да действуваат координирано за остварување на заеднички цели, стремејќи се да го охрабрат понатамошниот развој на односите помеѓу двете институции и зајакнување на соработката во областите кои се од заеднички интерес.
Дека подпишаниот меморандум нема да биде само лист хартија, ректорот Боев вели дека до крајот на месец декември ќе биде намонтирана првата станица за мониторинг на амбиенталниот воздух во Кавадарци. Ќе бидат неколку во Кавадарци, значи едната од станици ќе ја монтираме до крајот на декември месец и ќе биде врзана во системот за информирање на граѓаните во општина Кавадарци за она што се случува со амбиенталниот воздух во градот Кавадарци. Мислам тоа е гест на добра, да кажеме, волја од наша страна да покажеме дека сакаме сериозно да соработуваме со локалните заедници. Таква мониторинг станица веќе инсталираме во Штип и ќе инсталираме една во Струмица во овој налет. Во Кавадарци се надеваме дека од негде до февруари месец ќе монтираме уште најмалку 2 станици кои ќе го покријат целокупниот град во поглед на наш начин амбиент и наш начин метален воздух за граѓаните на општина Кавадарци да имат правилна информација во тоа што се случува со амбиентот. Градоначалникот Митко Јанчев изрази задоволство од подпишаниот меморандум и рече дека со инсталирање на вакви мерни станици граѓаните ќе имаат појасна слика за тоа од каде доаѓа загадувањето и кои мерки треба да ги превземе општината за негово намалување. Нашето денешно подпишување на меморандум со Штипскиот универзитет е едно отпочнување на движењето на работите меѓу Штипскиот универзитет и општина Кавадарци во делот на научно-истражуваните действија, во делот на она што значи вклучувајќи го амбиенталниот воздух во град Кавадарци. Со поставувањето на оваа мерна станица која што треба да поставиме до крај на месец декември е донација од Штипскиот универзитет и со завршувањето на другите 2 мерни станици во Ваташа и во новиот центар, ние ќе имаме комплетно покриено на целокупното подрачје на град Кавадарци, а Штипскиот универзитет како истражна научна институција врз основа на тие податоци ќе прави елаборати и физибилити студии да го откриеме точното загадување на градот од каде доаѓа, што е тоа што е загадувањето и да најдеме заеднички предлог решение во делот на намалувањето на загадувањето. Ваков меморандум за соработка ќе биде подпишан и со останатите општини во кои Универзитетот Гоце Делчев од Штип има своји наставни центри, се во насока на тоа да се зајакнат капацитетите на овие локални заедници во соработка со оваа високообразовна установа. Во зидовиот стара куќа во близина на местноста Мегдан во Велес вчера биле пронајдени 18 револвери. Како што информира портпаролот на СВР Велес Веролјуп Додевски, вчера околу 13 часот и 30 минути при вршење на градежни работи на куќа која се наоѓа на улица Максим Горки, број 172 во Велес, од страна на сопственикот на куќата ИГ 68 во еден од зидовите пронајдени се 18 пиштоли. Во Европската недела за тестирање од ХИВ вирусот само едно лице извршило контрола. Резултатот е негативен, информираат од Центарот за јавно здравје Велес. Најефикасна метода за превенција од ХИВ вирусот е заштита при сексуален однос и навремено тестирање. Денеска изминува Европската недела за тестирање од ХИВ вирусот. Според информациите од Центарот за јавно здравје, за овие 7 дена едно лице извршило проверка. Неговите резултати се негативни, па Велес статистички останува со старите бројки. Вкупната бројка од 2005 година, кога првпат регистриравме заболен случај од СИДА во Велес, до сега е 5 заболени од СИДА имаме и 2 позитивни на ХИВ. Сите се на антиретровирусна терапија, еден е само починат, другите се живи и се уште и понатаму на антиретровирусна терапија на клиниката за инфективни болести во Скопје. Доктор Трајкова апелира секој кој што има сомнителен сексуален однос да изврши тестирање од овој вирус. Напоменува дека тестирањето и понатаму е бесплатно, трајно и со загарантирана дискреција. Заклучно со денеска, 81 велешанец годинава направиле тестирање од ХИВ вирусот, кај 20 тестовите биле позитивни. Инаку најефикасна метода за превенција од ХИВ вирусот е заштитата при сексуалниот однос и навременото тестирање. Во Македонија 338 граѓани живеат со ХИВ инфекцијата. Земјава има обврска до 2030 година да стави крај на ХИВ епидемијата.
Утринава е регистрирано високо загадување на воздухот во повеќе градови во Македонија. Утрово во 9 часот измериле висока застапеност на PM10 честичките во Центар, Карпош, Лисиче, Газибаба, Битола, Кичево, Тетово, Велес и Кавадарци. Средно загадување е измерено во Миладиновци, Кочани и Куманово, а многу ниско загадување во Лазарополе. Вестите од Македонија во продолжение. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска ги прими акредитивните писма на новоименуваните амбасадори на Украина и на Република Индија во Република Македонија. Од кабинетот на председателот соопштија дека на средбата со новоименуваниот амбасадор на Украина во Република Македонија Наталија Задорожњук, Иванов изразил задоволство од пријателските односи што постојат меѓу двете земји, како и од заедничката желба за поинтензивно унапредување на соработката во сите сфери од заеднички интерес. Македонскиот председател истакнал дека од особено значење интензивирањето на билатералниот политички диалог, како и напредувањето на парламентарниот диалог преку организирање на средби на високо ниво. Амбасадорот на Украина Задорожњук истакнал дека односите меѓу двете држави се темелат врз доверба, меѓусебно разбирање и поддршка и изрази уверување дека тие ќе продолжат да се унапредуваат со заеднички заложби, посветеност и ангажмани. На средбата со новоименуваниот амбасадор на Република Индија во Република Македонија со седиште во Софија, Пооџа Капур, председателот Иванов истакнал дека односите меѓу Република Македонија и Република Индија ги карактеризира пријателство, меѓусебно разбирање и почитување. Македонскиот председател порачал дека збогатувањето на нормативно-правната рамка и воспоставувањето на поинтензивна економска соработка отвара можност за содржински посеопфатни билатерални односи. Амбасадорот на Република Индија Капур истакнала дека односите меѓу двете земји се развиваат на високо и пријателско ниво, додавајќи дека и во наредниот период ќе продолжат да се унапредуваат, особено преку промоција на трговската размена и инвестициите, како и преку интензивирање на социокултурните врски меѓу двете земји. Од 1 до 10 декември рибарските здруженија и организациите на производители на риби имаат дополнителен рок за поднесување на барања за субвенционирање на нивни проекти и промотивни кампањи. Вкупната вредност за одобрен пилот проект за еден корисник не може да го надмине износот од 500.000 динари, независно од вкупниот износ на инвестицијата. За развој на нови пазари и промотивни кампањи поддршката од 500.000 динари ќе се користи за организирање или учество на меѓународни манифестации, саеми и надпревари. Баратели на овие субвенции може да бидат рибарски здруженија и организации на производители во оваа дејност запишани во регистарот на Министерството, инаку исплатата на субвенциите ќе биде до 25 декември годинава. Македонија во септември годинава вкупно потрошила 506.157 мегават часови електрична енергија, 13.336 милиони нормални метри кубни природен газ, 391.928 тони јаглен и 85.266 тони нафтени продукти. Според податоците на Државниот завод за статистика, 71,2% од потрошената електрична енергија е од домашно производство, а 96,8% од вкупната количина јаглен е употребено за производство на струја. Најмалку 75 лица загинаа во експлозија на бомба во близина на џамија на египетскиот проблематичен северен полуостров Синај. Онлайн изданието на египетскиот приватен весник Ал-Масри Ал-Јум, на кого се повикува ДПА, јави дека експлозијата се случила за време на пладневните молитви, а непознати напаѓачи потоа отвориле оган врз верниците што ја напуштиле џамијата. Вестите од светот. Косовската влада преку соопштение информира дека премиерот Рамуш Харадинај донел одлука 28 ноември, денот на независноста на Албанија или познат како Ден на знамето, да се прогласи за празник. Оваа одлука премиерот Харадинај ја донел со цел почитување на историските и културните вредности, но и почитување на семејните и на општествените традиции. Со одлука на влада, овој ден е прогласен и за неработен.
Познавачите на состојбите се сомневаат дека оваа одлука на премиерот Харадинај може да ги зголеми тензиите со Србија, која постојано ги обвинува Косово и Албанија за обид за создавање на голема Албанија. САД испраќа 6 авиони F-22 во Јужна Кореја. Тие ќе бидат дел од заедничката вежба со јужнокорејската војска, чиј почеток е закажан за 4 декември. Авионот F-22 Раптер е за борба против закана за воздух и има можност за погодување на мета на земја. Оваа вежба на американските и на јужнокорејските сили има за цел демонстрирање на сила во знак на одговор на нуклеарните и балистичките проби на Северна Кореја. Ги омекнували своите ставови за независност на Каталонија партијата на каталонскиот лидер Карлос Пучдемон. Ова прашање си го поставуваат многумина откако новинската агенција Reuters пренесе изјава на координаторот на партијата Марта Паскал, дадена за радио Кадера Сер, во која се вели дека ги поддржуваат разговорите со Мадрид за да се постигне независност, наместо унилатарното отцепување од Шпанија. Шпанските медиуми пак се почесто пишуваат дека партијата на Пучдемон планира да се повлече од повикот за едностранно одвојување на Каталонија од Шпанија. Очекувањата се дека работите поврзани со Каталонија многу појасни ќе бидат по 21 декември, за кога се закажани предвремени избори. Пучдемон очекува фронтот кој поддржува независност да обезбеди мнозинство во парламентот. И за крај метеоинформациите. До утре ќе се задржи стабилно и суво време по котлините со појава на магла, особено во предпладневните часови. Во недела попладне најпрво во западните делови ќе има врнежи дожд, а на планините од снег. Во текот на ноќта кон понеделник врнежите ќе преминуваат во снег и на некои повисоки места. Врнежи дожд и снег ќе има и во понеделник предпладне, а преку денот ќе дува засилен северен ветер кој ќе предизвика опаѓање на температурите. Тука го завршуваме овој информативен блок. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.